амбасадор на Република Италија во Скопје, Ваша екселенција Паоло Палментери. Почитуван амбасадор на Кралството Шпанија во Скопје, Ваша екселенција Рафаел Соријано Ортис. Почитуван државен секретар за култура Марија Станчевска Ѓоргова. Почитуван директор на Агенција за филм на Македонија, магистар Сашко Мицевски. Почитувани присутни, драги гости, професори, студенти, влюбеници во филмот и во филозофијата. Добро дојдовте на 16-тото издание на Филозофскиот филмски фестивал. 16 години Филозофски филмски фестивал. На 16 години во некои земји можеш да полагаш за возачка дозвола, но можеш да возиш само со надзор. Во некои може да гласаш на едни избори, а на други не. На таа возраст сме доволно големи за да ги сватиме правилата, но сепак сме во еден несигурен простор. Точно тука е и Филозофскиот филмски фестивал. Во својата 16-та година. Веќе созреани го циркаме светот на возрастните, но уште имаме наивна жед и априорна непослушност. Годинава од 21 до 28 мај се доселуваме во киното Фросино, тука во Младинскиот културен центар. Ке може да видите програма што зборува, што предизвикува и што трае во мислите и во умот и по проекцијата. Ке може да погледнете програма што ослободува и што барем дава оддишка за да се почувствува слободата. Како и секогаш, главната програма е поделена на неколку сегменти. Започнувајќи со едукативната програма на фестивалот, со која се трудиме философското и филмското образование да им го понудиме на немладите. Потоа компетитивните селекции на краткометражни и долгометражни филмови кои се во трка за наградите Златен був, според публика и според жири, придружната програма составена од филмска и од музичка програма, како и селекција на есеи филмови. Па седно нашиот стожерен програмски слот, ревијалната програма Филм философија, со излагања на филмофили, професори, филозофи и влюбеници во амалгамот на филмското и филозофското. Иако во изминатите години, обично преку еден режисер отклучуваме некакво главно прашање и мото, оваа година се инспирираме од моменталниот контекст и констатираме со восклик: слобода во слободен пат. Слободниот пат како едно субјективно вертиго, знаеме дека звучи малку страшно, но кога насилството го прифаќаме како вообичаен декор на кој станавме индиферентни, не би можеле да го означиме ова поинаку. Во вакво време-невреме, на ментална обсада со 24/7 дигитални стимули, персонализирани алгоритми, ВИ слопови кои однапред ни ја читаат реалноста наместо нас, Филозофскиот филмски фестивал врти огледало кон сите нас и бара едно, наместо дефетизам и сардоничност, имагинацијата и емпатијата да не умрат тивко. И додека паѓаме, се уште сме привилегирани со време за гледање, со време за критичко размислување, со време за дружење. И затоа добре дојдовте на нашиот фестивал, затоа што се е добро, се дори не е. Сега би сакал да го поканам програмскиот директор на Филозофскиот филмски фестивал, Ѓорѓе Булевски, да ви се обрати. Ѓорѓе, повели. Почитувана екселенцијо, амбасадоре на Република Италија во Македонија, господин Паоло Палментери. Почитувана екселенцијо, амбасадоре на Кралството Шпанија во Македонија, господин Рафаел Соријано Ортис. Почитуван директор на Агенцијата за филм на Македонија, господин Сашко Мицевски. Почитувани гости, почитувани љубители на мудроста и на подвижните слики. Добре дојдовте на 16-то издание на Филозофскиот филмски фестивал. Нашиот фестивал секоја се труди да биде зона каде што се уште можете да седнете во темна сала и да излезете со повеќе прашања колку што сте имале кога сте влегле. Бидејќи тоа е она што доброто кино и добрата филозофија го прават. Да не предизвикат, а да не забавуваат. Нашиот избор, како и секоја година, го слави уметничкиот квалитет и филозофската релевантност. Селекцијата на филмови се стреми кон нешто многу повеќе од обична продажба на билети. Тие не се тука да е пополнат статистиката на киноблагајните, туку да бидат сеизмометар на времето во кое живееме. А живееме во време каде се уште се повеќе се слават натрупување на материјални добра,
финансиските успеши и стремежот кон оптимизираниот живот. И во вакво менгеме се прашуваме каде е културата. Културата и општествените науки денес често се третираат како паразитски дејности кои треба дополнително да се маргинизираат затоа што не носат брз профит. Но токму таквите гледишта делумно не доведоа во ерата која означивме со годинешното мото «Слобода во слободен пат». Пат во кој човекот ја прекина врската со основните столбови на политичката етика, рамноправноста меѓу суштествата и почита кон заедничкиот дом. Кога алчноста за мок и корпоративната доминација ќе ги занемарат принципите на еколошката одржливост и универзалната еднаквост, тога самата политичка заедница почнува да ги покажува своите длабоки кратери. Знам дека многумина изминатите години се чувствуваат преплавени и натажени од се што се случува ширум светот. И разбираме потребата едноставно да се исклучиме од се што не обкружува. Но ние искрено веруваме дека филмот и филозофијата навистина ни помага да се поврземе едни со други и подобро да се разбереме. Тие се двата прозорци што нудат грст слобода и низ кои се обидуваме да го согледаме светот, дури и кога тој изгледа непрегледен. Токму затоа ни е потребна културата, сега повеќе од било кога. Токму затоа ни се потребни фестивали и дружби како овие. Во наредните 8 дена овој фестивал нека биде нашето прибежиште, една добре дојдена дистракција од непрегледната реалност. Ви благодарам и ви посакувам пријатно гледање во наредните денови. А сега го поканувам италијанскиот амбасадор господинот Паоло Палминтери, повелете. So last year on this occasion I gave a short speech in Macedonian and I think I committed a crime against your beautiful language. I'll try again. Let's see if after 1 year there's any improvement. Почитуван директоре на фестивалот, драги гости, чест ми е и задоволство што продолжува со работката со филозофскиот филмски фестивал, настан кој го сметам за исклучително важен во културниот живот на Скопје, а кој годинова доживува своето 16-то издание. Темата избрана на ова година, Слобода во слободен пат, би можела да биде наслов на семинар по политички науки за актуелните состојби во меѓународните односи, каде што силата на правото се заменува со правото на силата. Италијанската кинематографија учествува во ова рефлексија со две дела, кои се временски оддалечени, но кои ја делат способноста да ја преиспитуваат реалноста надвор од површинскиот наратив. Италија даде посебен придонес во развојот на меѓународниот филм. Исторски гледано, нашата традиција знаеше како да ја претвори кинематографската слика во автомен простор на мислата. Од столбот на италијанскиот филм Федерико Фелини, способен да ги долови атмосферите заглавени меѓу сонот и јавето и да ги овековечи во времето, преку визуелниот перфекционизам на Франко Зефирели, кој успеа да ја приближи масновата култура до јавноста без да ја деградира, па се до деструктурирањето на времето и идентитетот кај Антониони. Тоа е школа која ја изострува критичката мисла, бијајќи врз начинот на кој светската кинематографија денес се соочува со дилемите на етиката и настојбата на човекот. Во ова перспектива се вклопува и проекцијата на денешниот филм на отворањето Another End, друг крај,
Драма од 2024 година со силно емотивно влијание во режија на Пиеро Месина и со меѓународна актерска екипа. Месина ги истражува темите на болката и тагувањето низ научно-фантастична призма, која на некој начин се надоврсува и на темите поврзани со врзиот современе технолошки разбој, нудејќи рефлексија за етичките, моралните, па и нормативните граници на иновацијата. Фокусот на италијанскиот филм ќе продолжи утре со проекцијата на истражна постапка против еден граѓанин надвор од секое сомневање. Ремек дело од 1970 година, наградено со Оскар на најдобар странски филм, во режија на Елио Петри, со маестралната актерска игра на големиот Джан Марија Волонте. Филмот рефлектира теми од голема актуелна важност, кои се движат од границите на правдата до коруптивните логики на моќта и за тоа како тие можат да резултират со авторитаризам и популизам. За да ја нагласиме силата на овој филм, ќе имаме можност да ги слушнеме размислувањата на новинарот, писател и филмски критичар Адриано Ерколани, кој е гостин на амбасадата и на кого му благодараме за неговото присуство. Пред да преминеме кон проекцијата на филмовите, би сакал да им се заблагодарам уште еден на Филозофскот филм фестивал и на тимот на мојата амбасада, кој ја овозмолја ова ревија, како и на сите вас за вашето учество and patience in listening me speaking Macedonian. Уживајте. Амбасадоре Ѓорѓе, ви благодарам. Ова фестивалско издание не би било можно без неисцрпната поддршка и посветеност на многобројни институции, организации и спонзори, па би сакал да упатам посебна благодарност до следниве соработници и партнери: Филозофското друштво на Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи, Филозофскиот факултет и Институтот за филозофија, Младинскиот културен центар, Агенцијата за филм на Македонија, град Скопје, Амбасадата на Кралството Шпанија во Скопје, Амбасадата на Република Италија во Скопје, Францускиот институт, Културно-информативниот центар, КСП центар Јадро, Универзитетот Европа Прима, уметницата Сонја Чингарова Фотева, Култура Бета, Азбуки, Хотел Цара, Горска, Камник, како и до медиумските поддржувачи ТВ24, Нова Македонија, Слободен печат, Канал 103, Окно, Трн и Кајгана. Може еден аплауз за нив. Пред да привршиме со официјалниот дел, само би сакал да ве известам дека по проекцијата во бифето на Младинскиот културен центар ќе се одржи концерт на бендот Galactic FND заедно со коктел, па ве покануваме да останете и на тој понеформален дел. И сега пред проекцијата, само да напоменам уште една работа, веројатно веќе сите добивте ливчиња за гласање. Филмот кој ќе го погледнете е дел од официјалната селекција на долгометражни филмови. Тоа е селекција која што се бори за наградата Златен буф за најдобар долгометражен филм според жири, но и според публика, затоа ни се важни и вашите гласови. Ве замолувам по проекцијата на филмот во кутиите во бифето да го ставите својот глас. Сега би сакал на сцена да го поканам селекторот на официјалната програма на долгометражни филмови, Кирил Трајчев, да го најави филмот и да ја представи неговата селекција за годината и потоа да започнеме со проекцијата. Од мене, уживајте. Кирил, повели. Драги посетители, ценет публикуме, поддржувачи на фестивалот, добро вечер. Филмот има моќ која некои други медиуми ја немаат. Забележува на едно место еден истеркат француски филмски теоретичар.
Екранот сушност не е рамка, туку маска. Лик кој од него излегува и продолжува да живее. Филмскиот ов простор е динамичен. Да се кадрира не значи за секојаш да се раздвои она што е и она што не е во кадарот. Преку кадарот треба да се покаже она што е скриено или истото барем да се оживее. А можноста тоа да се види постои само ако престанеме да гледаме се. Со оваа парафраза на еден од најзначајните теоретичари на филмот Андре Базен, го започнувам ова мое кратко обраќање на отворањето на 16-тиот филозофски филмски фестивал, истекнувајќи ја тесната врска која постои помеѓу филмот и филозофијата. Филмот во голем дел ги следи начелата на мислењето и затоа можеме да го поврзуваме со многу различни филозофи и филозофски струи. Ама за тоа во некоја друга прилика. Сега би можел да истекна само делот и имињата, значи Декарт, далеку уште пред појавата на филмот, Бергсон, во самиот почеток на појавата на филмската уметност, или Делес и Жан-Лик Нанси, филозофи од поново време кои што директно се вклучени во истражувањето на филмот од еден строго филозофски аспект. Токму филозофскиот филмски фестивал ја нуди таа ретка можност на поврзување на филозофијата и филмот, или пак откривање на истата и давање на секојдневна прилика преку својата програма да му овозможи на гледачот кој има посуптилни естетски апетити и филозофска љубопитност да нурне во тој свет каде овие две појави се испреплетуваат. Токму и како и секоја претходна година, барем во претходните 10 години, и оваа година, значи ке имате како публика можност да погледнете неколку филмови, во овој случај 5 филмови во официјална селекција на долгометражни играни филмови, со оглед на временскиот лимит, јас само ќе ги најавам филмовите што ќе следат, значи во наредните неколку вечери, а за секој филм поединечно ќе има краток вовед, значи непосредно пред секоја проекција во термините во кои што се предвидени филмовите. Значи вечерва започнуваме со филмот кој што веќе го спомена почитуваниот амбасадор на Италија. Утре, значи петок, 22 мај, е филмот во португалско-бразилска копродукција Спомен за мирисот на нештата, во режија на Антонио Фереира. На 23 мај, со почеток во 21 часот, е шпанскиот филм Тудинка. На 24 мај е филмот Тивок пријател на режисерката Елдико Енеди, некоја режисерка која што имаше свој филм прикажан на овој фестивал пред повеќе години, 2019, ако не се вака посеќавање, кажувам, нели? Мислам дека е таа година. Тој беше прикажан во ревијална програма, сега, значи, нејзин филм се прикажува во официјалната селекција на долгометражни филмови. И последен филм од оваа програма е филмот на грузискиот режисер Ѓорѓе Овашвили, Месечината ми е татко, кој ќе се прикаже на 26 мај, значи, тоа е во вторник, исто така, во истиот термин, значи во 21 часот. За оваа вечер имаме предвидено за отварањето италијански филм. Значи, историјата на филмот дефинитивно би била многу посиромашна, ако само за момент би се обиделе да го избришеме од неја италијанскиот филм. Несомнено е огромен придонесот за уметноста и европската и светската култура воопшто. Значи, голем дел од врвовите во филмската уметност се поврзани токму со италијанскиот филм, па оттука и моето задоволство што на годинешно отварање на фестивалот во официјалната селекција на долгометражни филми ќе се прикаже токму филмот италијанска продукција.
дури ништо да немаше снимено Италија како филм, доволно ќе беше да го земеме само неореализмот, за да кажеме дека дефинитивно ги има освоено врвовите на филмската уметност. А од друга страна, филозофскиот филмски фестивал во својата историја, значи досегашна, повеќе пати прикажувал, проектирал филмови, дали во официјална надпреварувачка програма или во ревијална, sejedno е. Еве, само за сведоштво, значи ќе се навратам на минатогодишното издание, кога имаше програма, значи една ретроспектива посветена на Пиер Паоло Пазолини, и дефинитивно сметам дека тоа беше, така да кажеме, еден многу успешен мини проект во рамките на фестивалот. Годинава, значи, утре вечер ќе се прикаже исто така италијански филм. Амбасадорот тоа го спомена, мора да упатам комплимент до неговото познавање на филмската уметност, мислам, особено на италијанскиот филм, во секој случај. И сметам дека, тоа е мало надоврзување на ова што вечерва го отпочнуваме, значи преку ова програма во официјалната селекција на долгометражни филмови. Филмот со кој се отвора фестивалот, а истовремено и официјалната селекција на долгометражни филмови, Друг крај, жанровски би можел да се смести во научната фантастика и представува дистописка приказна чие дејство е сместено во не многу далечна иднина. Дел од она што, да речеме, го носи филмот во себе, откри самиот амбасадор, така што јас ќе настојувам да бидам така порестриктивен во ова што ќе следи и ќе го кажам до крајот, значи, што ако некој што многу сме го сакале, ненадојно умре, а не овозможи прилика уште еднаш да се сретнеме и да се збогуваме со него, е можеби клучното прашање кога го поставува овој филм. Значи, едно од неколкуте. И уште едно, дали тоа кратко време во кое ќе ни биде дадено е доволно за средба, опрост или помирување. Како што и при самата рецепција на личната смрт никогаш нема да застанеме и да кажеме толку е доволно од животот, бидејќи според мене е многу природно копнежот за бесмртно секојаш да го носиме како дел од нашата природа, па аналогно на тоа и да копнееме за вечен живот и на нашите најблиски. Режисерот Пиеро Месина ги промислува проблемите поврзани со релацијата со луѓето заминати од овој свет. На својствен начин ги допира, на моменти посериозно ги отвора и најсуштинските прашања поврзани со идентитетот, смртта, текношите можности на човекот и така натаму. За се останато, значи, ќе погледнете во филмот и сметам дека ќе уживате едноставно во тоа што ќе следи. Ви благодарам.